Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Македонија го живее третиот голем бран на COVID-19 по неколку неделното затишје. Зголемениот број инфекции, речиси известно, е резултат на така наречениот британски сој на вирусот. Но дали освен повисоко ниво на преносливост, доминантното присуство на британскиот сој со себе носи и пациенти со различна клиничка слика, па дори и поголема смртност кај нив, како што покажуваат прелиминарните резултати од некои истражувања, се дел од прашањата што ги отвораме вечерва. Ке ги анализираме и резултатите од анкетата што ја спроведе Институтот за имунобиологија на улиците на Скопје, земајки примероци од крв на случајни минувачи. Таа проверка, направена на примерок од околу 1000 граѓани, покажа дека речиси 1/3 од нив имале контакт со вирусот и веќе стекнале имунитет. Кај помладата популација процентот оди до речиси 40%. Дали овие луѓе треба да се вакцинираат и што значи тоа за колективниот имунитет, се исто така прашања за кои вечерва ќе разговараме со директорката на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Милена Стевановиќ и директорот на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет на УКИМ Александар Петличковски. Пред разговорот со нив реклами. Гледате 360 степени. Во екот на третиот бран на COVID-19, во студиото на 360 степени, Милена Стевановиќ, директорка на Универзитетската клиника за инфективни болести. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. И Александар Петличковски, раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добро вечер и за вас и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Госпоѓо Стевановиќ, вие што сте вели сте клиничар на терен, ги гледате работите од прва рака. Точна е констатацијата дека го живееме третиот бран со оглед на, да речем, пополнетоста на клиниката. Се разбира кај вас речиси никогаш не олабави, но се чини дека сега повторно зема замав заразата. Да, точно е впечатокот дека веројатно тоа е најголемата вистина дека кај нас никогаш не олабави, како викате, но навистина сега зема замав и да, многу лесно можеме да кажеме дека ова е апсолутно трет бран кој ги исполнува нашите капацитети практично комплетно. Се е полно кај вас да, и во капацитетите се пополнети, кога зборувам за инфективната клиника, секако мислам и на модуларната, тоа што е таа прикрепена и во наша организација, иако во нејзе од огромна помош и соработка ни се колегите од интерните клиники. Заедно ја работиме, тоа што навистина тоа е бројка на пациенти кои ние сами не можеме да ја обслужиме, а да при тоа дадеме едно квалитетно следење, третирање и негување на пациентите со COVID. Бидејќи има и други клиники кои што сега играат улога на COVID центри. Апсолутно. Тоа се колегите од интерните клиники, вклучени се сите бели мантили расположливи и од аспект на лекарскиот кадар, меѓутоа и од средномедицинскиот и цел оној помошен персонал кој е од круцијално значење за ефикасно справување. Сакам да прашам, бидејќи сепак вие сте клиниката која што може да се смета со највисока експертиза во однос на ова проблематика. Како се прави тријажа, како се решава дали некој случај треба да остане кај вас, во случај да имате празен кревет или треба да оди некаде во друг ковид центар? Видете, оно што е најзначајно и под број 1 сема која е некоја навистина драстична, но тешка клиничка слика која е многу очигледна при преглед и каде што и транспортот на пациентот може да биде ризичен, се бара начин да веднаш се згрижи. Но оно што е најзначајно за пациентите кои треба да бидат хоспитализирани е да бидат хоспитализирани. Ние во нашата меѓусебна комуникација експертизата и искуството ги делиме и многу тесно соработуваме едни со други, така да оно што е навистина значајно е човекот да биде хоспитализиран и под надзор на лекар. Се останато оди во соработка и практично со незначени разлики во лекувањето, иако морам да прецизирам дека навистина секој еден пациент во една ваква непредвидлива болест како што е COVID, па еве и промените со варијациите на вирусот што ги гледаме, мора да се следи индивидуално и многу блиску. Да. Професоре Петличковски, мислам дека во првата недела на јануари се појави првиот
случај или беше детектиран, да кажем, потврден првиот случај на британска мутација на вирусот во Македонија. Дали и низ емпирија, низ бројки може да се каже дека дефинитивно тој тип сега доминира? Па мислам дека и низ бројки тоа е потврдено, доминацијата на британскиот сој е потврдена, бидејќи од оние секвенционирање на вирусниот геном што се прават во Ману и во Жан Митрев, повеќе од 60-70% од сите секвенционирани геноми одговараат на британскиот сој. Значи, дефинитивно, она што циркулира сега е британскиот сој помеѓу сегашниве пациенти. И тогаш во јануари дискутиравме и сега се уште важи тоа дека мутациите, вариациите на вирусот не се нешто непоимливо, не се нешто чудно, тоа е нормален живот на вирусот. И сега некои од тие варианти ќе добијат карактеристики по-добри за вирусот, ќе му возможат полесно ширење и така ќе станат во одреден момент поприсутни во популацијата, но исто така некои вариации можат да ја намалат способноста на вирусот за, не знам, некоја да донесат карактеристика нова, која ќе биде по-бенигна, така да, значи, динамиката на ширењето на различните варианти и симптомите кои доминираат со поврзани со една или друга варијанта се сосем нормален дел од оваа епидемија. Што е тоа што британскиот сој го прави полесно пренослив или побрзо пренослив или? Тоа е специфична вариација точно во врзувачкиот дел на вирусот за рецепторите на клетката која треба да го прими, која треба да е домаќин за вирусот. Таа врска е со висока специфичност, со висок афинитет. Доколку рецепторот на вирусот се видоизмени да ја засили таа врска, ќе биде полесно секој контакт на таа варијанта на вирусот со некој пациент да помине во болест. Во спротивно, ако е таа врска лабава, тогаш човек може да го вдиши и да го иде, банално кажано, да го издиши вирусот да не стигне до инфекција. Инфективноста, заразливоста во денови, во период на човек заразен со, да речем, изворниот сој и со британскиот е различна. Во смисла на тоа дека британскиот сој носи поголем период на инфективност кај тој што е заразен. Или нема такви научни сознанија? За поголем период и нешто промени околу инкубацијата периодот не сум сретнал податоци, но она што е полесно кај него е ако во една просторија се најдат една заразна инфективна индивидуа и неколку незаразни индивидуи, процентот кога ќе заврши состанокот, кога ќе завршат дискусиите во тој затворен простор, процентот на инфицирани индивидуи ќе биде повисок, например 10 луѓе разговараат, еден од нив е инфективен. По еден сат 6-7 луѓе од тие индивидуи сега ќе излезат со вирусот закачен на нивните рецептори, споредено со тројца кои би излегле заразени пред 3-4 месеци. Но се разбира ако не носат маски, ако не држат дистанца. Се разбира, затоа постојано се инсистирањата, маски, социјално дистанцирање, тие се лек за сите. И само пред да ја прашаме директорката Стевановиќ за тоа што го гледа на ниво на клиничка слика сега кај пациентите кои што доаѓаат предпоставено или докажано имаат мутација британска, што велат научните сознанија во делот на евентуално поголемата смртност на британскиот сој? Се појавија некои првични статистики и така не беа многу поволни по нас, да кажеме, но тоа се први статистики и изолирани статистики, за да дефинираме дека овој сој е со многу посериозна слика, треба да имаме многу големи бројки. Сега за сега уште ги немаме тие бројки и рано е да заклучуваме на основа на една изолирана студија дека е многу посмртоносен. Значи не може да се каже дека е посмртоносен. Може да кажеме дека некакви најави има, првични податоци, но тие треба на поголема серија да бидат потврдени. Со сета ограда дека сепак имате пристап до ограничен број на пациенти, на болни луѓе и така натаму. Што вели вашето искуство од терен, дали забележувате разлика во клиничката слика? Да, тоа е впечаток, нели, од она што ни се случува секој ден. Во однос на смртноста не можам да кажам дека е поголема, баш што се однесува за институцијата и за пациентите во кои јас работам и кои податоци и пациенти ги гледам. Но она што, да речем, направи еден така
впечаток кој не можете да го игнорирате, дека пак во различната клиничка слика, а се однесува на различната клиничка слика, сега гледаме пациенти со многу повисоки температури и објективно тоа е причина што создава страв, паника кај луѓето, а не секогаш со објективно на вистина тешка клиничка слика на пациентот. Дека има многу потешка клиничка слика или така ништо баш прецизно да впечатливо не можам да кажам, но да, како симптом покачената температура за разлика од претходниот период кога температурата не мораше да биде 39-40, напротив беа ниски температури, тоа беше и карактеристика. Сега гледаме многу пациенти со високи температури, но тоа не секогаш се одразува вистина на објективната тешка клиничка слика кај пациентите. Продолжува релативно високото ниво на смртност кај болеста. Што според вас се причините за да презистира таа состојба? Знаете како, дури на наша жалост и популацијата која поминува со сериозно тешка клиничка слика, па и со најнепосакуваниот исход од болеста, границата се поместува кон помладата генерација. Ако сравнувавме за најстарите, сега веќе јас не сум многу релаксирана кога станува збор за онаа помлада средна возраст на луѓе кои навистина многумина од нив имаат и тешки клинички слики. Има ли уште доцна јавување на лекар, несоодветно водење од матичните? Се уште има доцна јавување на лекар, но може би не толку како што беше тоа на самиот почеток. Сега имаме верба во одредени медикаменти кои сметаме дека се чарапно стапче кои ќе излекуваат болеста, но тоа на жалост не е случај. Па вниманието се поместува поопуштено ги сваќаме симптомите од една страна. Од друга страна исцрпеноста, бројките си го прават своето. Знаете како кога се преоптеретени здравствените системи, секако дека смртноста се зголемува. Ние не можеме да се пожалиме дека немаме во моментот лек. Напротив, ги имаме навистина целата палета на третман што функционира во светот. Принципите Таа не е специфична за болеста, но на жалост, тоа сакав да го кажам. Значи на жалост не постои се уште лек кој е специфичен и создаден токму за COVID-19, иако овие препарати сега на моноклонални антитела кои се даваат во комбинација, во различна комбинација и се практично единствен препарат во светот кој е сработен за наменски за COVID-19, што се однесува до нивните успеси, нивното развивање, ќе ги гледаме нели во иднина ефектите, но ние веќе го е на прагот да влезе во нашата земја. Значи, во најбуквална смисла на зборот, се она зашто покажало и најмал ефект, а е при тоа сериозно документирано медицински, сме го набавиле да го имаме во државата за третман, од една страна. Од друга страна се вклучивме во светските истражувања како институции, како држава, да ги следиме и да бидеме дел од светските истражувања за согледување на ефектите на различни третмани. Не сме оставени понастрана од трендот што го следи и светот. И јас верувам дека оваа борба со целиот ковид на крај ќе искочи во една позитива на научување на лекции, на соработка, на темелност во работата, на сериозно почитување на нашето собствено искуство версус се разбира споредено не со било кој, не само бендисано, туку со светските постигнувања. Сега се разбира ние мораме да знаеме и до каде ни е чергата, нели? Сепак сите држави имаат различно организирано здравство, па и во однос, мислам, се различно организирани, системите се различни, па и во аспектот на здравството. Професоре, објавивте едно интересно резултати од едно интересно истражување
спроведено на улиците на Скопје, мислам дека на 5 различни места, пунктови за земање примероци од крв од случајни минувачи за проверка на нивото на присуството и на нивото на антитела во крвта на тие луѓе и резултатот изненадувачки покажа високи 31% дека од тие 1000 луѓе или 310 еве во број како можеме да кажеме, имале допир со болеста и веќе имаат едно ниво на имунитет кај себе. Да, не знам зошто неочекувано ние претходно шпекулиравме доста со бројки, често така меѓу 30 и 40% ги ги субјективна да, меѓу 30 и 40% ги очекувавме да бидат да имаат поминато болест, а тие бројки тој процент ни е важен. Прво заради епидемиолошки податоци, извлекување, што е во фокус за вакцинирање, колку ни остануваат за вакцинирање, кои се приоритетни групи. Од тој аспект е важно да знаеме во моментот колку луѓе во државата. Сега, идеално би било ако ние имаме податоци, повеќе идеално би било ако сите ги анализираме, но тоа не е можно. И сега може да калкулираме со овие 30%. Може да се каже дека се малку по високи од очекуваното, еве, затоа што во Хрватска на слична студија на 1400 испитаници рапортира бројки од околу 25% позитивни за антитела испитаници, односно луѓе со имунитет. Тоа што е интересно е исто така дека младата популација била поизложена и мој личен впечаток е, еве и по децата што ги гледам сопствени, дека некако се, не знам, тешко им е да ги прифатат веќе изолирањата, предолго трае и така се прилично лабавени, веројатно од тука и овие зголемувања на бројки во младата популација. За нив, особено што во минатиот период немаше некои сериозно болни млади, просто им е тешко да ја прифатат болеста како сериозна закана. И податоците велат дека младите до 30 години околу 39% се покажа дека имаат ниво на имаат имунитет или биле во допир со болеста. Сега многу ќе биде убаво кога ќе ги дообработиме податоците па да знаеме колку од тие 40% позитивни знаеле дека имале контакт или не знаеле, односно колку од нив биле асимптоматски носители. И тука ќе заокружиме приказната да го посочиме главниот извор на ширењето на инфекцијата. Може ли овој размер, ова асиметрија која што ја добивте да се смета за релевантна на национално ниво? Нормално, колку поголема бројка, толку по-репрезентативен примерок, но и многу внимававме, многу водевме сметка да се баш случајни испитаниците, што значи да не се поврзани нити со работна канцеларија, заедничка, нити со фамилија и релативно се бројките репрезентативни за цела држава со различни специфики во секој град. Ова прашање е тесно поврзано со прашањето за имунизација, за вакцинација. Доктор Стевановиќ, вие се вакциниравте, така? Не, јас не сум вакцинирана. Не сум вакцинирана тоа што пред многу кратко време ја прилежав болеста и се уште имам сериозно висок имунитет пред 3 недели, толку помина од моето боледување. И какви се препораките за луѓето како вас? Апсолутно, значи препораките е секако да се вакцинираат. Меѓутоа, не мора веднаш, сега имаме период кога треба да остапиме и да направиме простор за сите оние што не ја прилежале болеста. Ако ме прашате дали ќе се вакцинирам, секако дека ќе се вакцинирам во периодот што следува. И уште нешто што веројатно уште е побитно да кажам, нема да пребирам вакцина, ќе се вакцинирам со првата вакцина која ќе биде расположива. Дури сега бевме заедно со Сашко во една друга емисија и пошто AstraZeneca искочи нешто као проблематична вакцина, реков јас ќе се вакцинирам со AstraZeneca ако биде на располагање кој ќе дојде мојот период за вакцинирање. Ќе зборуваме за вакцината на AstraZeneca, професор Петличковски следи и подетално што се случува на тој план, се разбира. И вие како се колегите на клиниката кои што ја примија вакцината? Значи, најголем дел од колегите од инфективна клиника и оние кои не беа инфицирани, и оние кои беа на почетокот на годината инфицирани, во најголем дел се вакцинираа со Pfizer. Со Pfizer, да.
Неколкумина, десетина колеги кои има контраиндикации според препораките што Pfizer ги даде за користење на неговата вакцина, не беа вакцинирани со Pfizer, тоа беа востановени алергии и така натаму. Тие беа пред десетина дена или колку веќе, беа вакцинирани со Спутник. Така да и едните и другите, јас не би можела да кажам процентуално, но има одредени реакции на вакцината кои производителот ги кажува дека се очекува. Кога зборувате за реакции, предпоставам зборувате за да речам малаксаност, главоболка, можеби некојаш и субфебрилна температура, но она што се очекува како реакција имунолошка на дадената вакцина, што е сосема нормална реакција. Ништо драматично. Ниеден од колегите немаше несакан ефект од вакцинација. За Националниот комитет за имунизација, но дали досега има пријавено некаква посериозна реакција од вакцинацијата? Знаете за такво нешто? Колку што јас знам, тоа се некакви ситни алергиски реакции, но ништо што значи сериозност. А можноста е да се и лично регистрира и напише, не само од страна на комитетот, така да верувам дека таа бројка е реална. Така да до сега ние, од она што сме јас информирани, немаме никаква значајна несакан ефект од процесот на вакцинација кај ниту еден од вакцинираните. Да. Петличковски, што е препораката за оние кои што ја прележале болеста, знаат дека имаат антитела, ќе можат да се вакцинираат, дали да се вакцинираат? Прво сакам да споделам во врска со ова искуството после вакцина. И јас се вакцинирав пред 1-2 недели скоро со првата доза и некако многу сум расположен после таа вакцина. Тоа сакам да го споделам. Дали е растеретување од неизвестноста од притисокот, не знам, но јас сум порасположен после вакцината. Тоа ќе го пријавам. Друго, тече уште една студија на Институтот за имунологија, ги следиме концентрациите на антитела пред вакцина, после вакцина кај здравствените работници и исто така ги следиме и несаканите ефекти што ги пријавуваат после првата доза за сега. На колкав примерот е тоа? На тоа? отприлика скоро 200 луѓе до сега сме анализирале, анкетирале, значи во прашалник си пополнуваат податоци што ни се од интерес. И најголем дел од нив, негде 80%, пријавуваат локална болка на местото на апликацијата. Тоа е болка, сосем нормална, што трае ден и пол и поминува. Тоа се 80-тина, значи скоро кај голем дел некај од вакцинираните, таа несакана реакција стои. Ништо значајно друго, има некоја пријавена главоболка, некоја пријавена вртоглавица, но тоа е во многу мал процент, негде под 5%. И тоа кога ќе заокружиме бројката и тие податоци ќе ги презентираме. Но сега веројатно е најважно што се случува со антителата. Најважно е со имуниот одговор. Да, оваа студија опфаќа најмногу луѓе вакцинирани со Pfizer и тука нема промашување. Сите анализирани луѓе, 200, некои од нив се вакцинирани со кинески вакцини во Србија, неколку имаме од нив исто со Спутник од Србија, но тоа се премал број за да извлечеме заклучок. Но за овие другиве Pfizer, вакцинираните со Pfizer, можеме да кажеме дека кај ниту еден не се покажува промашување, односно после 2 недели, бидејќи таа првата анализа на ефектот на вакцината ја гледаме после 2 недели од првата доза, кај сите има зголемена количина на антитела, кај некои, тоа е издвоена група од 40 на 50 луѓе што имале прележано болест и се вакцинирале со една доза, на нашата технологија, на нашиот апарат, вредностите за антителата се надвор од горниот лимит. Значи многу да повеќе од тоа што може да се измери. Да. И сега во однос на препораките кој да се вакцинира, дали да се вакцинира. Еве вакви случаи како докторката на клиниката, да речеме. Најразумен пристап во моментов за нас е тие што ја прележале болеста да почекаат 6 месеци и после 6 месеци ќе видиме веројатно ќе се кристализира ова стратегија, тие со помината болест да примат само една доза, мислам дека натаму оди во Европа размислувањето. Но овие први 6 месеци тие имаат многу солиден имунитет и местото за вакцинирање, убаво кажа Милена, треба да се остави, да се препушти на тие што немаат никаков имунитет. Сега морам да ве прашам овде. Се појави една информација, и тоа од официјална државна институција, за наводни реинфекции.
И веројатно луѓето ќе си кажат зошто сега, иако сум бил болен, има случаи на реинфекции, наводно дури известија и за смртни случаи на луѓе кои што биле болни, втор пат се разболеле, па починале. Како е тоа можно и можно ли? Имавме и пред некое време, пред неколку месеци, бројката ја памтам 35 случаи на реинфекции и сега повторно 115 случаи на реинфекции. Во исто време, кога во светот имаме документирани 10-15 случаи на реинфекции. Значи, теоретски реинфекцијата е можна, не е исклучена. Но тоа е толку редок настан, што нема шанси во Македонија да имаме 115 случаи со реинфекција. Ако тоа беше навистина така, на колку на 115.000, 115, значи 10% реинфекции потврдени, тоа значи дека никогаш нема да излеземе од кругот на пандемијава. А тоа не е случај. Тогаш зашо станува збор? Веројатно станува збор за некаква поинако недоследност, толкување на тие позитивни PCR тестови, предпоставувам, но во тие изброени не се исклучува можноста дека првиот тест не бил веродостоен. За тие 3-4 месеци кои поминале меѓу двата теста, човекот никогаш не се негативизирал. И тоа е можно. За ние да потврдиме дека еден случај, еден човек конкретно има реинфекција, мора да имаме податоци за варијантата на вирусот првиот пат која го инфицирала, да имаме податоци јасни дека во меѓувреме тој е излечен, и со новата варијанта да имаме податоци за секвенца, да зборувам, на вирусот, кои што се многу изискателни студии, многу тешки студии, и нити сме спремни да ги направиме, нити мислам има потреба да влегуваме во таа наука. Вие не сакате да бидете дециден, но еве заради публиката, веројатно реинфекција е тешко можна. Многу така? Тешко можна. Да, дециден сум, реинфекција е многу тешко можна врз основа на сознанијата за функционирањето на вирусот така што отворено денес. да кажеме, податоците кои што беа соопштени треба да се земат со голема резерва. Па предпоставувам номенклатурата е несреќно избрана, тоа реинфекции не се вистински потврдени реинфекции. Може позитивни, негативизирани пациенти позитивни би ги опфатило. Тоа што реално се, но реинфекции не. Вие, доктор, ке сте се сретнале со пациент кој што дошол и ви рекол бев болен, сега сум пак болен? Само што сакав да се уфрлам во дискусијата. Јас за точно тројца сега ќе ставам во знак навод реинфицирани. Ги согледав и барав, значи во секојдневното работење сопствено лично, побарав податоци, па се јавив кај колегите во институтот, кај професорот Димитров во МАНУ, пошто на едно место беа тестирани едните и другите, со цел да ги споредиме, барем најосновно, најминимално што можеме да направиме, тестовите и да се доиспитаат примероците од едната од другата институција кога се потврдени позитивитетот во првиот наврат, во вториот наврат и динамиката на симптоми или клиника што ја имале. Сите тројца до вие за кои ги споменувам сега, во првиот наврат кога биле тестирани позитивни, а биле апсолутно асимптоматски, значи немале ниту еден симптом, а во вториот наврат, кога се пријавува позитивитетот, се развива една клиничка слика, незначено сега, сите тројца беа со во основа лесна клиничка слика, ама бе интересно што сите тројца има антитела негативни после првото тестирање на COVID-19. Што значи дека не можеш да ги сметаш баш дека биле позитивни. Тоа е прашање, дали биле болни тие? Или биле колонизирани, дошле во контакт со вирусот? Дали биле колонизирани, дали имало никакво загадување, дали транспортот на примерокот бил несоодветен. Значи има мал милион на можности и да се разбереме, тоа беше едно масовно тестирање кога можело да се случи известна грешка. Јас лично искуство, јас бев позитивен, имав позитивен PCR тест, немав симптоми никакви, 2 пати проверував антитела, негативен, мислам немам антитела. Така што претпоставувам јас паѓам во оваа категорија, ако не дај Боже се инфицирам пак, не може да се смета дека сум реинфициран затоа што едноставно првиот пат не била инфекција. Не била инфекција, да. Еве просто објаснување што може да го расчисти ова. Например, јас можам да вдишам вирус и вирусот да ми се задржи во горниот респираторен тракт. Ако во тој момент земам бриз, направам тест, вирусот ќе се детектира. Но ако вирусот не ми предизвика болест, јас не сум болен со вирусот,
по 6 сати, по 12 сати, по 3 дена, ќе бидам негативен. Но тоа не значи дека еднаш ја поминав болеста и тоа локално справување веројатно нема да доведе до имун одговор кој што ќе создаде антитела. Значи, сега, тие за податоци... да не направиме забуна, има и обратни случаи на луѓе кои што не се свесни дека биле позитивни, биле асимптоматски, ама имале имун одговор, имаат антитела. Значи, ова што го кажува професорот го дава примерот за можноста на колонизација версус инфекција. Да. А ова се луѓе кои биле инфицирани. Значи, не е спорно. Тоа што не немале симптоми, влегле во категоријата на пациенти инфицирани со COVID-19, меѓутоа асимптоматски, или пак со многу лесна симптоматологија која не ја ни констатирале дека ја имат. Знаете, не секогаш на две кивања, на известна лесна главоболка во тек на 24-48 сата вие реагирате и се жалите на болест. Кај некои луѓе вака поминува COVID-19. И на цела среќа, кај поголем процент на луѓе инфекцијата поминува вака или со нешто плюс повеќе изразени симптоми. Ова за се што ние зборуваме сега со исполнетоста на нашите болници, со тежината на болест, за критични состојби за кои различно ги дефинираме, тоа е само еден помал процент на луѓе кои се инфицирани со COVID-19. Да. Професор, ќе врата малку назад на првата студија или истражување за кој што зборувавме, ова теренското со случајните минувачи на улица. Рековме повеќе од 30% имаат имунитет. Што значи тоа во однос на прашањето за така наречениот колективен имунитет? Како велат, до таму ќе стигнеме. Сега прашањето е како? Дали вака преку инфицирање или и со дополнителна помош од имунизација, односно вакцинација? Некако ќе стигнеме до колективниот имунитет и единствено тоа ќе ја заокружи пандемијата или нашава епидемија. Дали тоа ќе биде природен начин со пренос како сме тргнале, мислам, се приближуваме секој ден, или ќе си помогнеме со вакцините, тоа е следно прашање. Би било идеално кога сега во поголем број со вакцините ќе го дополниме процентот, а тие си сакаат прецизни епидемиолошки пресметки, но сега баш и не е 70% прагот, мислам дека е малку подигнат прагот кој треба да биде постигнат од позитивизирано население, за да се ограничи преносот на вирусот и да се лимитира ширењето него. Значи, негде и 80 и 90% се веројатно во оптек моментално. Добро, значи не сме се уште сепак на пола пат, што се вели. Не сме, да. Ни треба уште. Добро, во однос на вакцината на AstraZeneca, бидејќи многу врева се крена, конечно Европската агенција за лекови рече дека нема простор за паника и недоверба. Голем дел од земјите кои што решија привремено да ја паузираат вакцинацијата со таа вакцина, ја продолжија. Има една држава, мислам дека која што се уште го држи он холд тој процес. Што се вашите сознанија, професоре, во однос на стравувањето дека вакцината на AstraZeneca предизвикува така наречени тромбози? Да. И вчера малку дискутиравме за ова. Мислам дека одлуката на Европската медицинска агенција е очекувана, бидејќи податоците кои ги имавме и претходно и ги можевме да ги анализираме, беа прилично убедливи дека не се работи за некаква јасна врска помеѓу вакцината и тромбозите. Зошто не е јасна врската? Бидејќи она што алармираше за евентуален проблем со вакцината беа 37 случаи на тромбози пријавени во една серија од 17 милиони вакцинирани луѓе. Ако имаме 37, нека се 40 пријавени тромбози на 17 милиони луѓе, тоа значи дека 20 случаи имаме на 10 милиони или 2 случаи на милион вакцинирани луѓе. Значи зборуваме за таква опасност. На двајца од милион вакцинирани да им се случи сериозна тромботична случка. Дури и да се поврзани двете работи. Дури и да се поврзани. Иако нема доказ дека се поврзани. Да, и при тоа зборуваме за Велика Британија, значи земји со изграден функционален систем за следење на несаканите ефекти. Значи нема можност тука за превидување или за не рачунање на некои несакани ефекти. Сега 37 која ќе кажете, да, звучи многу, но при тоа треба да имаме предвид дека во општа популација, во тие статистиките што си ги водат здравствените системи,
Преваленцата на сериозна тромботична случка е 1 на 1000. Значи, во нормални, невакцинирани луѓе, жители на една земја, Овде зборуваме за 2 на милион. овде зборуваме за 2 на милион. Огромна е Опасноста. разликата. А тука Во прилог на генерална тоа дека не треба да има страв. и таа споредба веднаш упатува дека не се работи за некоја сериозна бројка. Ми се чини дека и во Норвешка на почеток со Pfizer воведувањето имаше вести дека Норвешка ја стопирала вакцинацијата со Pfizer, или Pfizer беше прва достапна вакцина, заради необјаснета смрт кај неколку постари луѓе во старечки домови. И потоа пак сериозна држава почнуваат испитувањата, ама тие испитувања покажуваат и се сумира дека во Норвешка на неделно ниво околу 40-50 луѓе умираат во старечките домови. Сега овие дел од нив се вакцинирани, но тоа што завршиле со смрт не е поврзано со давањето на вакцината, и без вакцината 40-50 Кога луѓе зборуваме умираат. за тромбози, зборуваме уствари еве вака народски малку да го спуштиме објаснувањето за згручување, така на крвта. Сега, во зависност од тоа кај се случува тоа згручување, зборуваме за згручување на крв во длабоки вени. Длабоки вени во мозок, во срце, во други органи, во нозе, во бели дробови. И во зависност од тоа кај се случува згручувањето и симптомите можат да потекнуваат. Самата болест има симптом кој што е поврзан со згручување. Сигурно, да, и токму поради тоа, и тоа може биде некојаш многу сериозно, и дури со како последица на инфекцијата, дури после поминувањето на симптомите од болеста, да болеста заврши со летален исход, и мислам дека најголем дел на бројката на смртни случаи, паш и тука отпаѓа, е поради компликација, односно појава на вакви тромбози или тромбемболии кои се случуваат на жалост. Но за тоа проверувате. Но за тоа е поради тоа даваме како и за заштита, профилакса ние велиме, така и тераписки различни дози на различни препарати кои го намалуваат тоа згручување на крвта. Тоа се тие така наречени D-димери кои што ги проверувате или не? Значи хемостазата и D-димерите кои ги следиме ни даваат сериозен увид во тоа како движи процесот на згручување на крвта кај еден пациент, и за тоа повторно да искористам приликата која веќе дискутираме ова. Ние на почетокот многу почесто, многу поинтензивно ги правевме овие тестирања, за да заклучиме денеска дека такво едно интензивно секојдневно вадење на крв за да се следат е непотребно, напротив, па има еден цел јасен протокол изделуван каде што ги следиме многу прецизно, многу интензивно, но на одредени периоди што конечно конкретно изначат и за статистика за појава на овие болести, за темпирање на терапиите и така натаму. Вие ги правите тие испитувања меѓу другото или не? Овие испитувања се прават на Институтот за трансфузионна медицина, да. Добро. Полека ќе привршуваме. Што од позиција на доктор би им рекле на луѓето што вечерва не гледаат? Истото што го кажувам цела година веќе и малку повеќе. Секој еден од нас ја носи одговорноста во COVID-19 периодот или сезоната, како сакате да кажете. Креаторите на здравствените политики еден на одговорност, медицинскиот персонал друга, а секој еден од нас личната кон себе и собственото семејство, меѓутоа како составен дел на едно општество, на една социјална средина. И јас само ќе повторам дека сите ние сме одговорни за ширењето на инфекцијата и дека навистина многу сериозно треба да ја сватиме оваа маска која ја носиме и покрај дистанцата која е најпрофесионално обезбедена во вашето студио, во секој еден сегмент наједноставно онака како што сме препорачале. Навистина повикувам на една сериозна доверба во белиот мантил и препораките што ги даваме. На многумина им се чинат
несоодветни, глупи, попаметно било вака, попаметно било така. Би било многу корисно во овој момент, кога сите би се свртеле кон собствените професии и експертизи и да максимумот од нас го дадеме, што со препорака, што со послушување на таа препорака, без многу лични ставови, туку попослушни. Професоре, вие ги спомнавте вашите деца. Добро, тие не се во ризичната категорија, но што ги советувате нив, а и другите што вечерва не гледаат? Пандемијава доволно долго трае и за тоа време неколку пати не изненади. Имаме сериозна закана пред нас, за која што во моментов немаме комплетно ефикасен лек. Имаме други орудија, а тоа се дистанцирањето, внимавањето, негрупирањето, носењето на маски и од скоро време имаме многу ефикасно решение – вакцинација. Просто немаме избор. Имаме една болест што носи 3 смртни исходи на 100 случаи и имаме вакцина која што има несакани ефекти пријавени некаде, тука не знам колку видени, но носи 95% шанса да се елиминира смртен исход или и тешка болест. И тука изборот е јасен по мене. Значи, единствен начин да го ограничиме ширењето и да се вратиме на нормалниот живот, ние да ги оневозможиме шансите за пренос на вирусот, а тоа ќе го направиме со дистанцирање, со маски и со покривање на оној процент од населението кој што е без имунитет со вакцинирање. Вакцините ги нема уште, барем не за масовна вакцинација, да се надеваме дека што побрзо ќе дојдат, тогаш веројатно главното прашање ќе биде колку од луѓето се подготвени на доброволна основа да се вакцинираат и ќе треба веројатно дополнително да се едуцира дел од јавноста, да се апелира дека евентуалните несакани последици се минимални во споредба со бенефитот од евентуалното вакцинирање. Па ние сме на располагање, јас верувам дека, иако можеби не правевме нека официјална кампања, дека ова што ние сега со професорот го зборуваме е допрено до секое едно убаво во нашата држава, а сме секако подготвени да сите поставени прашања врзани со вакцините едноставно и практично ги повторно повторно објасниме до секој ден, за да сите разбереме дека вакцинацијата е спасот. Да, знаат после ваш ваков настап да отидат луѓето на Facebook, на Twitter, на TikTok, не знам, на YouTube и да дојдат до сосема поинаква информација, која што одново ќе им ги преврти мислите и ставовите во главата, но се разбира и нашата и вашата задача е да продолжиме да го правиме тоа што го правиме до сега. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Со огромно чувство на сожалување македонската јавност се соочи со фактот дека и на неуморните сепак им треба оддишка. Никој не ни предпоставуваше дека ангажманот бил толку сериозен, се додека јавно не беше презентирана бескрајната посветеност за доброто на народот. Овој генерален секретар доаѓа на работа во 7:30, си оди од работа не знам кога. Одморот значи не само што бил оправдан, туку и заслужен. Тоа сознание очигледно погрешка било предизвик за неколку туроператори, кои се обиделе да понудат поинвентивни аранжмани на таквиот период, за да ја зачува својата чест, а и попустот на букинг со индигнација бил одбиен. И кога ќе дојде некој со таков предлог, едноставно, можеби не сум бирал зборови. Некреативните медиуми почнале да шпекулираат која би можела да биде понудената одбиена со неизбрани зборови дестинација, па поради неговото поранешно искуство со неа, се сметало дека би требало да биде соодветната. Но евидентно, таа дефинитивно отпаднала од конкуренција. Значи, уште еднаш, до небо, извинување. Пред се, кон Италија. Играта на детекција продолжила, па софтверот како символ за ексклузивитет ја исфрлил буквата М. Тоа на М, за кое се сметало дека е за секогаш избришано од програмите. Доминирало низ разговорите и во куларите, па најчесто се зборувало за екзотичните Малдиви
или за рајскиот Маурициус, само без адекватно познавање на картографијата. И овој пат се случила утка. Срамно е да не знаете географија кога правите некои верзии на разговори. Ова е линијата која што се спомнува во разговорите, тоа е екватор. И нареден пат кога ќе правите верзии на разговори, видете првин кај се наоѓа екваторот, за да не ги утнете државите. Сепак, иако нема верификација од Агенцијата за пронаоѓачи, патентирано е дека новинарите се добри истражувачи и не им недостасува идеја да постапуваат, па преку непосредна комуникација доаѓаат до информација дека нечии податоци од листата на туристи во едно од она на М се совпаѓаат, па прашуваат дали тоа е тој. Истиот е тој. Не е некое стандардно име и презиме, така да истиот. Тоа нестандардно туристичко име и презиме се појавува во повеќе наврати, но никогаш, иако било предмет на ревизија, не му била доведена во прашање визата, веројатно затоа што за одредени патници се применуваат некои други правила. Во првиот слайд ви пишува дека важечко право, и ви молам да го вратите вториот слайд, важечко право е англиското право, а не е македонското право. И на крајот, кога и покрај исклучоците и специјално конструираните кодекси, постои нешто што при секое патување, особено минувајќи низ нив, се заборава да се калкулира. Понекој пат и домашниот есеп на пазар не излегува. За да се направи таква пресметка не се потребни специјални иновации, софтвери и програми. Туку малку слух за ситуацијата дома и големо чувство за движењето на пазарот. Без нив, платената цена за аранжманот и покрај бројните попусти на крајот ќе чини скапо. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделникот 22. Пријатно.